Загадувањето на воздухот најмногу ги погодува најранливите категории: децата, постарите граѓани, трудниците, хронично и срцеви болни, лица со астма и кардиоваскуларни и респираторни болести. Според Татјана Чекулев од ОДВА иницијативата, мерките кои беа воведени не даваат ефект, зашто не редуцираат радикално ниту еден од главните извори на загадување. Ако немате намалување на количината на испуштени загадувачи во воздухот, не може да има ефект, освен ако не дувне ветер и го разнесе загадувањето. Таа вели дека краткорочните мерки треба да доведат до брзо намалување на загадувањето преку мерки на редукција, по принцип 50% до 100% намалување на сите извори на загадување, зависно од состојбата. Долгорочните мерки пак значат дека ќе се замени начинот на грејење во незагадувачки. Индустријата ќе користи најнови технологии и филтрацијски системи со кои ќе се намали испуштањето на загадувачките материи во воздухот, а одреден број ќе се дислоцира од градовите, а возилата ќе бидат над Евро 4 стандард. Воспоставување систем за минимален сообраќај во центарот, со можности за оставање на автомобилите на периферија од градот и користење јавен транспорт или велосипед до саканата дестинација. Ова се дел од долгорочните мерки кои би требало да се воведат за да се намали загадувањето на воздухот. Но додека чекаме да се преземе некој покрупен чекор за решавање на овој проблем, Министерството за здравство соопшти дека е во подготвителна процедура постапката за набавка на заштитните маски кои ќе бидат бесплатно поделени на лицата во здравствен ризик. Набавката опфаќа 40.000 специјални маски кои штитат од PM2,5 и PM10 частичките. Имајќи предвид дека законските процедури за набавка на маските се долги, оваа процедура се одвива со мало доцнење, нагласуваат од Министерството и додаваат дека и за идната година се планирани вакви набавки во зависност од потребите.